Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Природната смрт на Хазрети Иса алейхи селам. Оваа книга ја напиша Васим Ахмад, главен мисионер на Ахмадија муслиманскиот джемаат во Босна и Херцеговина и Македонија. Книгата обработува многу важен предмет за смртта на Иса алейхи селам. Таа е напишана според исламската точка на гледање и дава доказ заснован на учењето на чесниот Куран, хадисите и чесниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем и изнесените мислења на други исламски зналци дека Хазрети Иса алейхи селам умрел. Оваа книга исто така го објаснува вистинското доаѓање на ветениот Месија од умметот на Хазрети Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Таа исто така покажува дека ветениот Месија веќе дошол. فصار به نورا منيرا وأغيدا إلى الآن أنوار ببرقة يثربا نشاهد فيها كل يوم تجددا. Предговор. Уште од кога започнала цивилизацијата со испраќањето на пратеници, често се случувало религиските вредности да опаѓаат со текот на времето, создавајќи потреба за доаѓање на друг реформатор, пратеник. Суштината на религиските вредности секогаш била заменувана со митови и приказни, без морална поука. Така, низ целата историја на човештвото се случувало вистинските, оригинални учења, испратени од Бога преку пратеник, во различни времиња и различни народи, да бидат заменети со вакви приказни и бајки на дамнешните народи, што редовно, како последица, резултирало со морална запуштеност и пропаѓање на општествата и народите во целина. Исто така, и последниот закон, испратен на луѓето од Бога, во последно објавената книга на верските закони, Куранот, со тек на времето не бил имун на овој процес. Куранот му бил објавен на чесниот пратеник на Исламот, Хазрети Мухаммед, салаллаху алейхи веселем, кому исто така му било предскажено дека со тек на времето, суштината и на оваа порака ќе биде изгубена и занемарена, заменета со приказни и неточни догми, но дека во подоснежно доба ќе биде оживеана од ветениот Месија и имам Мехдија, ветениот реформатор. Задачата на ветениот реформатор била да ги отстрани сите недоразбирања, погрешни толкувања и неисламски новотарии внесени во исламот, разлагајќи ја суштината на куранските пораки и нивното правилно толкување во склад со денешното време и нивото на научните достигнувања, како и во склад со потребите на постојано растечкиот човеков интелект и развој. Едно од најважните недоразбирања и погрешни толкувања е верувањето во митот во кој веруваат мнозина денешни муслимани, а тоа е дека Хазрети Иса алейхи селам и денес е жив и седи на небото во физички истото тело. Исто така, овие муслимани веруваат дека тој ќе се врати во некое подоснежно доба и ќе се бори за конечна победа на исламот. Меѓутоа, факт е дека чесниот Куран јасно ги негира горните верувања. Во чесниот Куран многу јасно е кажано дека Хазрети Иса алейхи селам умрел, исто како и сите други пратеници, вклучувајќи го и чесниот пратеник на исламот, салаллаху алейхи веселем. Покрај тоа, постојат многу хадиси кои јасно спомнуваат како за смртта на Хазрети Иса алейхи селам, така и за појавата на ветениот Месија во муслиманскиот уммет. Хазрети Мирза Гулам Ахмад бил одреден од Бога за оваа посебна служба, како ветен Месија и имам Мехдија. Тој ги поставил темелите на Ахмадија муслиманскиот джемаат на 23 март 1889 година. Тој ни даде доказ за чесниот Куран и од хадисите дека Хазрети Иса алейхи селам, Месијата на племето израилско, е мртов. Покрај тоа, снабдил и добро документирана историска евиденција. Напишал над 80 книги, бранејќи ја вистинитоста на исламот,
помеѓу кои е и книгата насловена како Исус во Индија, во која докажал дека Хазрети Иса, алейхи селам, ноќта после распетието, ја напуштил својата земја во потрага по изгубените овци, племиња, на куќата Израилова. Тој на таа тема дискутирал во многу своји книги, а во некои од нив за тоа говорил и многу детално. Јас во оваа книга настојував да ги објаснам историските докази за тоа на кој начин денес присутните митови за животот на Хазрети Иса алейхи селам стигнале до муслиманскиот уммет. Потоа ги изнесов доказите од честниот Куран, хадисите и другата литература за смртта на Иса алейхи селам. Исто така вклучувам и некои сведоштва на поранешни, добро познати зналци, кои ги потврдуваат куранските факти. Сакам да изразам благодарност до сите оние зналци чии трудови ме инспирираа да ја напишам оваа книшка. Во својот труд и собирањето на материјалите, најмногу се потпрев на пишувањата на Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија, потоа на Хазрети Мирза Башир Ахмад Рахметли, синот на имам Мехдија, тоест Рахметли, Маулан Алхај Атулах Калем, бивш мисионер во Германија, Малик Гулам Фарид, преведувач на честниот Куран, како и на Хазрети Мирза Тахир Ахмад, Халифатул Месих IV, Рахметуллах. Јас се молам и се надевам дека нашите македонски браќа со задоволство ќе ја читаат оваа книга и дека таа ќе им биде од голема корист. Јас понизно го молам Семокниот Бог да го прими мојот труд и да ги обдари моите исламски браќа со способност да бидат поучени и просветлени од оваа книга. له صحبة كانوا مجانين حبه وجعلوا ثرى قدميه. Важноста на верувањето дали Иса алейхи селам е жив или мртов. Верувањето дали Иса алейхи селам е жив или мртов веќе долго време представува спорно прашање за сите три главни светски религии – јудизмот, христијанството и исламот. Христијаните веруваат дека Хазрети Иса алейхи селам бил Божји син кој умрел на крстот за да ги искупи човековите гревови и кој оживеал 3 дена подоцна и така жив бил воздигнат на небото, каде што седи од десната страна на Бога и повторно ќе се врати во некое друго време што доаѓа. Евреите веруваат дека тие го убиле Хазрети Иса алейхи селам на крстот, така докажувајќи ја неговата невистинитост. Тие тоа го подкрепуваат со следниот извадок од Стариот Завет. Проклет да е од Бога секој што виси на дрво. 5-та книга Мојсиева, повторени закони. Што се однесува до проколнатата смрт, христијаните делумно се согласуваат со евреите, меѓутоа, тврдат дека целта на неговата смрт било спасението, искупувањето на гревовите на човештвото. Неахмадија муслиманите веруваат дека Хазрети Иса алейхи селам не бил ниту Бог, ниту Божји син, туку едноставно Божји пратеник. Тие веруваат дека евреите го заробиле, го заклучиле во една соба и планирале да го убијат на крст. Меѓутоа, Бог направил план како да го спаси Хазрети Иса алейхи селам и испратил 2 мелека кои го отвориле покривот на собата и го одвеле Иса алейхи селам некаде на средното небо. Потоа, Бог зел еден евреин, непријател на Иса алейхи селам, и направил да личи на него. Тогаш Бог го ставил на местото на Иса алейхи селам и се изгледало како ништо да не се случило. Следниот ден евреите го однеле ова момче наместо Иса алейхи селам и го убиле на крстот. Тоа момче се однесувало исто како Иса алейхи селам, не негирало дека не е Иса алейхи селам, туку целосно ја прифатило неговата улога и умрело место него. Така Хазрети Иса алейхи селам бил спасен и сега се одмара на небото. Тој ќе се врати назад да го води муслиманскиот уммет кон конечната победа на исламот. Исто така, овие муслимани веруваат дека Хазрети Иса алейхи селам се уште живее на небото од времето кога е воздигнат
и дека тој лично ќе се симне за да ја спроведе реформата на муслиманите, тоест да го направи исламот најдоминантната религија над сите останати религии. Ваквите верувања на муслиманите се сосема спротивставени и се спротивни на пораките на честниот Куран и хадисите на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Понатаму, општите мислења на раните учења на исламот исто така ги побиваат горните верувања. Спротивно од верувањата на евреите, христијаните и неахмадија муслиманите, ние, ахмадија муслиманскиот джемаат, веруваме дека Хазрети Иса алейхи селам не умрел на крстот. Ние веруваме дека тој бил распнат, дека така пропатил неколку страшни часа и дека бил симнат од крстот во состојба на длабока несвест. Неговите рани биле лечени со мевлем, посебно направен за него, и тој мигрирал кон исток во потрага по изгубените израелски племиња. Честниот Куран, хадисите и историската евиденција многу јасно ги поддржуваат нашите верувања. Тврдењето на Хазрети Ахмад алейхи селам и смртта на Хазрети Иса алейхи селам. Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам тврдел дека тој бил ветениот Месија, за кој честниот Куран и хадисите јасно предскажувале дека во идно доба, кога муслиманите ќе бидат поделени на многу секти и кога религиските вредности ќе бидат изгубени, Аллах Джелешануху ќе го испрати ветениот Месија за повторно да му даде духовен живот на исламот. Од тука мора да се постави првото прашање во врска со тоа, дали Хазрети Иса алейхи селам умрел или се уште е жив. Ако тој е се уште жив на небото во последните 2000 години, тогаш не треба да му придаваме никакво значење на тврдењето на Хазрети Мирза Гулам Ахмад. Но ако Иса алейхи селам умрел, тогаш наша должност и обврска е да му посветиме целосно внимание на тврдењето на Хазрети Мирза Сахиб. Мирза Гулам Ахмад не би требало да ја докажува смртта на Хазрети Иса алейхи селам. Неговите противници би требало да го докажат животот на Хазрети Иса алейхи селам, зашто пред се неприродно е некој да живее 2000 години на небото во своето физичко тело. Ние не можеме да веруваме во таквите тврдења без силни докази. Но и покрај сето тоа, ние со разумни аргументи ќе докажеме дека Иса алейхи селам умрел. Аргументите кои во прилог ги изнесуваме за тоа да го докажеме ќе бидат поддржани со извадоци од Куранот и хадисите. Тоа е причината зошто многу неахмадија муслимани не сакаат да разговараат за тоа и велат дека ова нема врска со тврдењето на Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам. Тоа, всушност, е главно прашање ако една личност сака да знае дали Мирза Гулам Ахмад бил одреден од Бога или не бил. Од тука и првото прашање кое мора да биде поставено и на кое мора да одговориме е дали Хазрети Иса алейхи селам е жив или мртов. Пред главниот дел сакам со вас да споделам некои темелни начела. Животот и смртта се поврзани единствено со овоземскиот живот. Во честниот Куран, Аллах Джелешануху вели: «Ке живеете на земјата и на неа ке умрете». Во овој ајет Аллах вели дека сите човечки суштества кои живееле на земјата, на неа ке умрат. Така, за секого и животот и смртта се определени на оваа земја. Како тогаш може Хазрети Иса алейхи селам, како човечко суштество, да се воздигне на небото со физичко тело? Зарем Бог го заборавил своето ветување, дека секој мора да живее и да умре на земјата? На друго место во честниот Куран, Аллах Джелешануху вели: «Нели ја одредивме земјата на која живеете, место за собирање на живите и на мртвите?» Овој ајет го надополнува предходниот и кажува дека земјата не им дозволува на човековите суштества да заминат од неа. Така, овој ајет стои наспроти верувањето дека Хазрети Иса алейхи селам телесно се воздигнал на небото. Некои луѓе можеби ќе речат, ако научниците можат да патуваат милиони милји од земјата, зошто тоа не би било возможно и за Иса алейхи селам? Треба да знаете
дека тие научници со себе ја носат атмосферата на земјата. Никогаш никој од нив не патувал од земјата без тоа, инаку не би преживеал. Ниедно живо суштество не би можело да преживее без кислород, храна, вода и така натаму. Тие, сите овие работи можеле да ги понесат од земјата. А што е со Иса алейхи селам? Дали и тој ги понел со себе сиве овие работи? И како? Затоа е неточно дека тој може да живее некаде на небото. لكل مكذب حريص على سب وألواك العدا سأدخل من عشقي بروضة قبره وما تعلم هذا السر يا تارك الهدى. Денес го завршивме првиот дел од книгата Природната смрт на Хазрети Иса алейхи селам. Еселаму алейкум.